Со оглед на тоа што сега се изработуваат наставни планови, а ние во исто време и подготвуваме измена на законот за учебници. Согласно таа измена која што ја предвидуваме, треба последните детали да ги договориме пред да ја пуштиме во собраниска процедура. Разговараме за можност кога ќе се отвори конкурс за пишување учебник, согласно наставната програма која што постои, да не лимитираме дека, како што до сега беше, може да се јави некој само со учебници од Кембридж програма или да се јават само домашни автори. Значи, кога ќе биде усвоена наставната програма, на тој конкурс ќе може да се јават издавачи со учебници од адаптирана програма, која што соодветствува на таа програма на Кембридж, или пак домашни или издавачи со учебници од домашни автори. Постојат рецензиони комисии кои што се формираат од Националната комисија за учебници и тие се составени од стручни лица кои што ќе кажат кој учебник е од најдобар квалитет и кој е учебникот кој што ќе биде усвоен и ќе биде пуштен во училиштата. Така што не преюдицираме дека ќе биде целосно исфрлен, ако имаме некој соодветен учебник кој што е добар и прифаден, може да остане, но исто така не го затвараме кругот дека мора да биде единствено од Кембридж. Ке има можност да стручни комисии да кажат која е најдоброто решение. Ова важи за основно и за средно? Значи, ние сега почнуваме со основно образование во делот. Средно уште не е воведен Кембридж, со оглед на тоа што ние минатата година го одложивме влегувањето во Кембридж, но исто така и кога ја почнавме реформата за основно, јас кажав дека нема да влегуваме фронтално во сите оделенија, заради тоа што тоа може да предизвика сериозен проблем во дисконтинуитет на наставните програми. Тоа беше една од грешките што предходната власт ги правеше во текот на измените во наставниот план. Така што ќе одиме предпазливо да имаме една консекутивност во знаењата на учениците. Во текст се и измени на закони за основно и за средно образование. Идејата е да ставиме распон на бројот на ученици кои што може да бидат во една паралелка. Согласно тие услови кои што постојат во конкретните училишта, ќе варира бројот на ученици. Наша идеална проценка е дека би било идеално доколку успееме да стасаме од бројка од 20 деца максимум во оделение. Но свесни сме дека има одредени краеви во Република Македонија, вклучувајќи го и Скопје, нови населби кои што никнуваат, а каде што во моментов дури сме лимитирани со простори на градење на нови училишта заради владењето на урбаната мафија во претходниот период, кај што на секој ќош и на секој тротоар градеше згради. Значи, свесни сме дека нема некаде можности за градење на нови училишта каде што ќе се прошируваат капацитетите. Така што ќе има распон кој што ќе варира во зависност од конкретните околности кои што постојат во секој град, село, во секое училиште.